Почитуван председавач со комисијата, Љупчо, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија и пред се почитувани припадници на шумската полиција. Шумската полиција е една од институциите која е битна алка во процесот на шумарство, затоа што се занимаваат со многу битна работа, тоа е заштита на шумата. И знаеме дека, за жал, состојбите со шумите и пред се дрвократството, нелегалната сеча, злоупотребите на шумата, шумските ресурси, другите шумски производи секојдневно се на удар на разни непогоди и едноставно овие луѓе се борат секојдневно на терен колку што е можно тоа да заштити, да се превенира и да се биде успешен во тоа што значи модерно шумарство. За жал, оваа институција некако многу време, уште од самото формирање до ден денес, стално имат некои проблеми. Тие проблеми се провлекуваат со години, влада од влада, делумно се решаваат, меѓутоа голем дел од проблемите и ден денес не се решени. Едно од поголемите достигнувања на шумската полиција, пред се на синдикатот на шумската полиција, беше подпишувањето на колективниот договор на обострано задоволство на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија и на синдикатот на шумската полиција, а можам да кажам и на голем број на вработени. Сега, зошто го спомнав целото ова увертира? Затоа што е многу директно поврзано со овој закон. Имено пред овој закон имаше неколку несакани дејанија и неколку незаконски постапки. Така да, од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, конкретно од страна на министерот, е суспендиран колективниот договор едностранно, незаконски, и тоа е причината за ова што сме овде, односно на некој начин да видиме што понатаму. Од аспект на тоа што има колективен договор кој се уште е во важност, затоа што истиот не може да се отворли еднострано, се поставува прашањето во која насока треба да оди законот, односно на кој начин да се уреди оваа материја, конкретно примањата на вработените во шумската полиција, односно остварувањето на личниот доход и други права кои им следуваат со законот за работни односи. Ќе направиме страшен преседант ако продолжиме да бидеме во функција на тоа што негативно се случило во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно со суспендирањето на колективниот договор, затоа што тоа ќе представува сериозен преседант во иднина и други министри да се дрзнат да ги раскинуваат колективни договори и без да се седне на маса со синдикатите да се договорат детали како понатаму ќе се организираат правата на работниците, ние одиме во една многу опасна ситуација на хаос и анархија, односно самоволие на министри на владата да прави што сака, кога сака и како сака. Безобразно од страна на владата е тоа што не излезе со собствен закон и на некој начин пратениците од Социјалдемократскиот сојуз од ДУИ го со свое решение, меѓутоа немам замерка, делумно ја познаваат проблематиката и во рете што сакат да помогнат во целата проблематика, меѓутоа многу работи остануваат отворени со овој закон, односно не се решаваат. Зошто тврдам дека има колективен договор кој е во функција, во важност? Затоа што согласно колективниот договор, член 80, отказ на колективен договор, овој колективен договор под став 1 пишува овој колективен договор може да се откаже 3 месеца пред истекот на неговата важност.
Значи, овој колективен договор се уште е во важност, не се дојдени тие 3 месеци со кои завршува важноста на колективниот договор и ниту една од страните не може да го откаже колективниот договор, туку едноставно може да се чека, за ваша информација, и не е толку долг период, туку важноста на овој колективен договор е 2 години со можност за продолжување, нели нормално со согласност од двете страни. Затоа сметам дека не е толку страшна состојбата, треба едноставно да се биде внимателен и да не навлеземе во нешто што е игра на некој друг проблем кој го друг продуцирал, а ние како собрание да се навлечиме само да ја усложниме работата. Ова го тврдам затоа што ако се виде законот кој е поднесен од нашите колеги, ќе и самите се уверат дека нешто има во целата приказка. Имено уште кога ќе погледнете воведот на законот, постои јасно дефинирање дека правото на заработувачка плата за работникот е уредено со општите прописи за работни односи, во кој точно е нормирано дека платата како право на работен однос работникот го основува согласно закон и, внимавајте, колективен договор и договор за обработување. Значи, сосема точно сте дефинирале во воведот на кој начин се остварува правото на доход. Значи, мора да имаме закон за работни односи, мора да имаме колективен договор и договор помеѓу работодавачот и работникот. И сега, ние го суспендираме, односно некој се дрзна да го суспендира колективниот договор и се ствара вакуум, предпоставам реагирале некој и по нешто е предизвикана вашата реакција да го поднесете овој закон. Истото го констатирате и во цели на законското решење, имено начелата на кој се заснова овој закон е законитост и општите начела на правата од работните односи. Ако го отворите законот за работни односи, јасно упатува на тоа да се потпишат колективни договори и истите да бидат во функција како начин на потесно решавање на одредбите од законот за работни односи, односно да се дефинираат спецификите на секоја проблематика на секоја работа и на тој начин да се дојде до решение помеѓу синдикатот и работодавачот. Проблематично сега во законот е членот 1, каде се суспендира колективниот договор. Значи, ако го погледнеме членот 1, односно тоа е претходниот член во стариот закон 82П, основната плата и дотациите на плата на работниците во шумска полиција се утврдува со закон и колективен договор. Сега вие тоа го брите и ставате само закон. Значи, нема потреба од суспендирање на колективниот договор, затоа што тоа е законска обврска за согласно закон за работни односи. И не гледам причина зошто да го суспендираме колективниот договор кога има веќе колективен договор. Ако има нешто проблеми во колективниот договор, двете засегнати страни треба да седнат и да ги решат проблемите во согласно социјалниот диалог помеѓу работодавач, во оваа ситуација Министерство за земјоделство, шумарство и стопанство, и синдикатот на шумската полиција, односно синдикатот, затоа што тој колективен договор се однесува и на вработените во Министерство за земјоделство, шумарство, и на еден фер начин да се решат било какви недоразбирања. Тоа што во член е нотирано, тоа е начинот на кој ќе се одредува платата и тука во тоа што го предлагате нема готово некои спорни работи, можеби сум пропуштил, меѓутоа тоа што можев накратко да го разгледам е во ред, меѓутоа
Што е проблематично? Проблематично е што ако го земете колективниот договор, значи правото на плата е обработено и во законот и тоа на некој начин, нели, коинцидира, меѓутоа останатите права кои ги имат вработените во шумска полиција и вработените во Министерство за земјоделство се суспендирани. Кои се тие останати права? Во колективниот договор, член 40, дополнителен додаток на плата за образование. Значи, докторите на науки, магистрите на науки ки имаат право на 50, односно 25 бода плюс, нешто што е сосема нормално, рационално и оправдано. Зошто оваа одредба ја нема во вашиот закон, може би вие ќе ни одговорите, или тоа е класично суспендирање на право на вработените. Во законот, исто така, во колективниот договор, надоместоци за работна успешност, ова го нема во вашиот закон. Го има во колективниот договор, сега го суспендирате. Значи, во иднина, вработените нема да можат да добиваат надоместок за работна успешност. Понатаму, се крати и други права. Надоместок на плата за овластување на вработениот. Ке го нема во новиот закон, го имало во колективниот договор. Член 44. Надоместок за работа во комисии и работни тела на владата на Република Македонија го има во колективниот договор, со законот се суспендира. Значи и ова право го кратите на вработените. Зошто? Во суштината на социјалниот диалог, тоа што значи современ диалог помеѓу синдикати и работодавач, секогаш се настојува тоа што е воспоставено право со еден договор никогаш да не се укинува, туку само да се надоградува. И сега вие одете чекор надолу, укинувате одредени права. Зошто? Зошто ваков надоместок да имаат во МВР, во одбрана, во култура, во сите институции каде што има колективни договори, овде да нема? Значи, апсолутно не е оправдано. Одиме понатаму. Член 45. Награди, благодарници и признанија. Согласно Законот за работни односи, право кој го имаат работниците, право кое е стекнато со колективниот договор, вие го укинувате. Зошто? Што ви сгрешиле шумските полицајци за да и ги укинувате правата? Ке беше во ред, ако сите овие одредби беа составен дел од закон и да не укиневте права, во ред. Меѓутоа, да се укинуват права на работници во 21. век и да се дефинирате, поготово Социјалдемократскиот сојуз, како социјална партија, која се грижи за вработените, за работниците, тоа е абсурдно и во најмала рака несериозно. Можам да употребам и други зборови. Член 46. Надоместување на трошоци поврзани со работата на вработените. Регулирана работа со колективниот договор, ја нема во законот уште една суспензија. Член 47. Надоместок на трошоци. Нешто сосема нормално во државата. Вработениот има право на надоместок на трошоц поврзани со работата, утврдени со закон и колективен договор и тоа. Дневница за службено патување во висина од 700 денара, доколку службеното патување трае подолго од 12 часа, 350 денара, доколку службеното патување трае од 8 до 12 часа и да не читам регулирано. Член 48. Повторно суспендирано.
ќе добиваат многу вработени во многу институции, во шумската полиција нема да добиваат регрес. Член 49. Јубилејна награда, нешто што по куларите е камен на стопнување помеѓу синдикатот и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тука, според мои некои информации неофицијални, и тоа што можеме да го прочитаме од медиумите, износот 50% за 5 години до 300% за 30 години кај работодавач. Пазете, ова не е измислено во овој колективен договор. Јубилејни награди и награда за пензионирање е сосема нормална работа и законска работа. Тоа е дефинирано во Законот за работни односи. Зашто го суспендирате? Вие, господине Панчо Минов, го суспендирате и предлагачите на овој закон. Надоместок за подолго боледување. Стекнато право со колективниот договор го нема во законот. Плата за време суспензија, многу симпатично за министерот, нема во законот. Плата за време на штрајк, регулирано согласно колективниот договор, го нема во вашиот закон. Клучното прашање е зошто ги суспендирате овие права кои ги уживале вработените во шумската полиција досега и во иднина нема да се користат. Значи, тоа што вака можам да го слушам од спортивната страна, иако не оди во етер, што имаме ситуација? Големите социјалдемократи во Република Македонија и нивниот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство го суспендира колективниот договор. И за него тоа нема да важи. Овие права, вработените шумска полиција и во Министерство за земјоделство нема да ги остваруваат затоа што ги имаат по право за закон за работни односи, меѓутоа нема потесни документи, а тоа е колективниот договор со однос на кои истите ќе може да ги остваруваат овие права. За вие да го спасите министерот, за да може таква да се земе плата, да не се враќаме 30 години наназад согласно правилниците кои ќе се вратат на сила, сега давате работи од колективен договор во закон. И тоа е многу лошо. Тоа е преседант и за тоа требало да се консултирате со правниците, затоа што ова е сериозна работа и ова е сериозен упад во правата на работниците и правата посебно во моментот на шумската полиција. Што ќе добијат шумската полиција? Ќе добијат плата и едно од правата 30% зголемување на платата согласно работата која работат, нели? И таа не ја давате вие, повторно е дадена во Законот за работни односи. Значи, ако тоа право го остваруват во МВР, во Министерство за одбрана, сосема рационално и нормално е и оваа формација, шумската полиција, да го остварува тоа право. До тука е во ред. Меѓутоа, прашањето е зошто ги суспендирате останатите права на вработените во шумската полиција? Зошто? Не може објаснувањето, но репликата да биде по-долго запатване. Сугерираме на човек. Многу познава проблематика, знаеме. Затоа што ја познавам проблематиката, господине Панчо Минов, затоа застанувам зад страна на вработените во шумската полиција и над страна на работниците. Тоа вие што сакате да застанете зад глупостите и манипулациите на министерот и да го извадете од калта која сам ја направи и која патем е незаконска, ваш проблем. Излезете на говорница и кажете на шумските полицајци во Република Македонија дека многу ви е подраг министерот и дека нивните права, односно правата на вработените во шумската полиција, вас лично не ви интересираат. Ако неме поредот на нештата,
колективниот договор, ако има проблеми, треба да се усогласи помеѓу застегнатите страни. Ако може да Не сме ние, да привршувате, ако може. не сме ние тука медиатори и не сме ние гасачи на пожар на глупостите во политиката. Секој нека си сноси последици на тоа што го носи како акт, меѓутоа не може парламентот да покрива нечии глупости. Едноставно, на крајот на краиштата, после овој закон и после министерувањето на министерот Николовски, вработените во шумската полиција ќе имаат помалку права, кои ги имале, а во иднина нема да можат да ги користат. Затоа сметам дека овој закон треба да го повлече и едноставно да се најде решение во согласност со синдикатот и министерството да си ги решат проблемите. Благодарам. Благодарам и јас, господин Здравковски. Се